Почитувани граѓани на град Скопје, почитувани представници на медиумите. Градоначалникот Петре Шилегов очигледно нема никаков допир со реалноста. Додека Скопје се гуши во елементарни комунални проблеми, Шилегов планира да потроши 300.000 евра за на плоштадот Македонија да направи панаѓур каде ќе се продава храна и пијалоци со катчиња за игри и смеа. На граѓаните ниту им е дојдено до смеа, ниту до игра. Тие на избори бираа градоначалник, а не градски палјачо. За каква забавна програма на плоштадот се планирани стотици илјади евра, кога граѓаните мачат да излезат од своите домови поради енормната загаденост на воздухот и проблемот со кучињата скитници. После повеќе од една година власт и нема ветувањата на Шилегов за нови булевари, мостови, тунели, поголемо зеленило, почист воздух, асфалтирање на улици, водоводна канализациона мрежа, подобар јавен превоз, инвестиции во средните училишта и уште десетици други. Сега програмата на Шилегов се сведе на журки за автобуска станица, панаѓури и скапа шминка. Само за споредба, за 300.000 евра може да се набават повеќе од 90.000 маски за спречување на загадувањето, кои можат да им се поделат на сите бебиња, деца и ученици во основните и средните училишта. Со 300.000 евра можат да се субвенционираат повеќе од 6.000 граѓани за да купат велосипед, или пак да се субвенционира набавката на повеќе од 1.800 електрични тротинети. Со 300.000 евра може да се зголеми фреквентноста на јавниот превоз. Шилегов, наместо да се занимава со реалните проблеми на граѓаните, ќе прави скапи импровизации за обид, за игри и смеа. Со секој ден поминат како градоначалник, тој покажува дека е неспособен да се справува со вистинските проблеми на градот, за кои е избран од граѓаните. Затоа, ние ќе го потсетуваме се додека не започне да ги решава проблемите на скопјани. Ви благодарам на вниманието.